Можеби здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. И ова издание на Медика Инфо Плюс го посветуваме на интересна тема, особено важна и за внимание за сите нас како родители, ќе биде сериозноста на проблемите за кои што ќе зборуваме денеска, односно деформитетите на рбетниот столб кај децата во училишна и во предучилишна возраст. Можеби ова возраст е моментот кога треба да се обрне најголемо внимание на физичкиот став на нашите деца. Што представуваат деформитетите, да слушнеме од прилогот како увертира, за веднаш потоа да имаме можност со нашата гостинка да позборуваме токму за деформитетите на рбетниот столб. Најчести деформитети кај деца во претшколска и школска возраст. Резултатите од систематските прегледи во основните и средните училишта последните неколку години укажуваат на загрижувачки зголемен број на деформитети кај децата во раст и развој. Коскено-мускулниот систем кај децата во развој е под влијание на внатрешни и надворешни фактори, при што е подложен на деформации. Генетската предиспозиција, лошото држење на телото, претешките училишни чанти, многучасовното седење пред компјутер, недоволната физичка активност, лошата исхрана и прекумерната телесна тежина доведуваат до нарушување на статистиката на рбетниот столб. Како последица на тоа се јавуваат кифози, сколиози, лордози. Наглиот раст на децата во пубертетот исто така доведува до појава на овие деформитети. Сколиоза е странично искривување на рбетот, која може да биде еднострано во облик на кириличната буква С или двострано во облик на латиничната буква С. Се следат разлики во висината на рамениците, во испакнатост на лопатките, во држењето на струкот лево и десно. Кифоза или подгрбавеност е деформитет со зголемена кон назад кривина на рбетот во градниот дел од рбетниот столб. Рамениците се поместени кон напред со вовлечен граден кош и испакнато стомаче. Лордоза е деформитет со нагласена или зголемена слабинска кривина на рбетот кон напред и ослабена стомачна мускулатура. Овој деформитет на рбетот најчесто се сретнува кај деца со прекумерна телесна тежина, што не значи дека не може да се јави и кај останатите деца. Рамните стапала се деформитет кој е најчест кај дечињата од школската возраст. Се карактеризира со спуштен внатрешен свод на стапалата. Најчести причини се слабост на мускулатурата на стапалата, недоволна физичка активност, долгото носење на децата во раце од страна на родителите во период кога сводовите на стапалата се оформуваат, прекумерната телесна тежина, наглиот раст. Вдлабнат граден кош, испакнат граден кош се деформитети кои нешто поретко се јавуваат во однос на горе споменатите, но сепак присутни кај децата во раст и развој. Кога треба да посетите лекар? Доколку забележите еден или повеќе од следниве знаци, треба да закажете преглед кај доктор, специјалист, физијатар или ортопед. Разлика, асиметрија во висината на рамениците, разлика во поставеноста и испакнатоста на лопатките, разлика во држењето на струкот лево и десно, асиметрично поставеност на колковите, разлика во текстурата на кожата што ја прекрива грбот лево и десно, ребрена испакнатост при изведување на бендинг тестот. Дијагнозата на деформитетите на рбетот кај децата во раст и развој се потврдува со помош на панорамска рентген снимка, компјутерска томографија или магнетна резонанса на рбетот. Третманот зависи од степенот на кривината на рбетниот столб. Најчесто се постигнува успех со конзервативниот нехируршки третман, кој подразбира палета од корективни тераписки вежби со индивидуален пристап. Коригирањето на деформитетите на рбетот е долготраен процес кој бара сериозен пристап и голем ангажман, како од здравствените работници, така и од детето и неговите родители. Само стручната подготвеност и во целост проведениот програм овозможува да се запре прогредирање на деформитетите и да се коригираат делумно или во целост истите. Откако слушнавме преку прилогот, на кратко што всушност ќе зборуваме во денешната Медика Инфо Плюс со нашата гостинка Валентина Караѓуле Модева, професор по физичка и здравствена култура. Валентина, добре ни дојдовте. Добре, најдобро, благодарам што ме поканивте во вашата емисија. Така, добро познати на телевизискиот аудиториум, судејќи според тоа што вие сте едни од
би рекле ентузијастите кои што сте упорни во вашата желба да помогнете на децата се со цел да се превенира таму каде што се може, за да се подобри физичката активност, за да не се дојде до деформитети во подоцнешните возрасти. Најчест проблем кај децата во предшколска и школска возраст, затоа би започнале со тоа што може да биде причината за високиот процент на деца со лошо, би рекле, телесно држење, резултати кои што се покажуваат нели при систематските редовни прегледи во училиштето најчесто. Најчеста причина кај децата од предшколска и школска возраст за деформитети може да се поделат на внатрешни и надворешни фактори. Внатрешни фактори значи се генезата, тоа што не можеме да го смениме, што сме го наследили од родителите, и некои видови заболувања на коскено-зглобовиот систем, на мускулите или на некои внатрешни органи. Во надворешните фактори, каде што ние тука можеме доста да влијаеме, најчесто се неактивноста, значи неактивниот начин на живот, долготрајното седење, потоа неголемиот ангажмент, би рекле, на нас родителите, во смисол, како што кажавте и на првите два фактори, сатното седење пред компјутер и недоволната физичка активност. Но сепак тука се и часовите по физичка култура кои што се одржуваат на училиште, а се недоволни. Значи и часовите по физичко треба да се добро и правилно испланирани и дозирани, зависно од возраста. Потоа исто така како фактори кои влијаат се исхраната. Значи правилна исхрана е многу битен фактор во однос на телесните деформитети. Прекумерната тежина исто има влијание врз развој на деформитетите на телото или лошото држење на телото. Неправилното седење, спиење во кревет на две особи, на исти кревет две особи и многу други Тоа се всушност оние генерални фактори кои што се најчести покрај генетскиот фактор, сите останати предусловени и лошо практикувани ефекти кои што доведуваат до појава на деформитети. Би кажале, Валентина, на почеток, со што резултира токму тоа лошо телесно држење на телото на детето, односно што представуваат деформитетите, тоа доведува до деформитети? Да. Пред се да разграничиме, значи, што е лошо држење и што представува телесен деформитет. Значи, лошото држење на телото представува состојба каде што се зафатени мускулите на телото и тоа многу лесно се коригира, значи, со телесни активности. Нормално треба да се континуирани и долготрајни. И структурните, значи, тие се всушност формирани деформитети кои многу потешко и подолготрајно и подолготраен процес на корекција кај детето. И сега, доколку потрае тоа лошо држење на телото, подолг временски период, нели, поради наглиот раст во таа возраст и неправилното држење на самото тело на детето во таа положба, може да се развие, како што кажавме, деформитет. Кои се најчестите деформитети кои што се среќаваат? Пред се да кажам исто така, да се надовам пред претходното прашање, значи лошото држење се препознават од деформитетот по тоа што ако детето може да, кога ќе му кажеме да се исправи, да завземе правилната положба на телото, тогаш, значи, се работи за функционално и лошо држење. А ако детето покрај тоа што ќе му кажеме да се исправи, не може да завземе правилната положба на рбетот, тогаш станува збор веќе за деформитет. Сега, најчести деформитети кај телото
се кифоза, тоа представува, значи, зголемена кривина во градниот и вратниот дел, поголема од 3-4 сантими, значи нормално треба да биде 3 до 4 сантими. Потоа, нареден исто доста чест деформитет е лордозата. Тоа представува во слабинскиот дел, значи оној дел што го нарекуваме половината. Тогаш доаѓа до поместување на зголемување на кривината и стомакот ни оди према напред, а телото е преисправено, значи во неправилна положба. И таа кривина треба да биде од 4 до 5 сантими. После нареден деформитет исто чест е сколиозата. Тоа е поместување на рбетот во левата или во десната страна, значи се спуштат или левото или десното рамо, е поместување исто и на карлицата. На нозете најчести деформитети се X нозе, значи колената одат према внатре, O нозе, значи колената одат према надвор, тоа е како O буквата и како X буквата, и рамните стапала, кои се мислам дека најзастапени во денешно време. Деформитетите на рбетниот столб и започнале со тоа не ви представуваат примерен здравствен проблем кај децата. Кажавме кои се причините кои што најчесто представуваат причина за појава на некои од деформитетите. Објаснавме што се кифоза, сколиоза, што лордоза, од прилика во кратки црти. И чест деформитет кој што се јавува се рамните стапала. Би се задржале токму на тоа. Заради што се јавуваат? Од претходно спомнатите, значи, фактори, и овдека исто би се надоврзала, значи прекумерната тежина, неактивноста, и тука исто би напоменала, многу често родителите знаат да ми спомнат, јас цело време на дете му купувам ортопедски чевли, а дете го имат рамни стапала. Тука пред се, значи, генетскиот фактор е, ама не треба да се застане само на генетскиот фактор. Проблемот е може да се искоригира рамното стапало. Проблемот е во слабата мускулатура на стапалото. Значи, треба да се зајакне мускулатурата на стапалото. При тоа има и други фактори, значи правилен избор на ортопедски чевли. Прво, до третата година треба ортопедските чевли да се високи во задниот дел и цврсти. Тоа во текот на зимскиот период. Сега во летниот период многу често родителите знаат да им земат на децата некои папучи, влечки, значи, за на плажа. И доволно е дури еден месец за детето да почне правилно да оди. Не треба, значи, долг период за да неправилно се појави тоа рамно стапало. Се појави, значи, неправилното газење према внатре. Обично со тие папучи детето за да не му паднат, го движат стапалцето према внатре и така во текот на целиот период движат. Неправилно се движат во текот на летото. И сега тоа можеме да го решиме со нерамна површина. Значи, да практикуваме детето да гази на плажа по камчиња, песок. И исто така многу често се користат и сандали за во вода. Тие само да видат
за во вода, не цело време детето да ги носи на плажата, значи кога ќе излезе надвор Самото триење исто така е поместува положбата на носот, така. Овозможува да се зајакни мускулатурата на стапалото. Исто така, добро е да ми се практикуваат сандалчињата за во летниот период. Надвор нека бидат отворени, ама назад нека се високи и да бидат со ремчиња, за да може да бидат стегнато, место да се купуваат папучите за во летниот. Значи фиксирани обувки, така, фиксирани сандалки, така. Да. Сега она што загрижува Валентина е според состојбата која што статистиките ја прикажале дали на предучилишните систематски прегледи или на школските систематски веќе прегледи, дека скоро 1/3 од децата имаат веќе некои деформитети. Тоа е голема и сериозна бројка која што загрижува, а дури и кај сериозна е, значи, статистиката кога стана збор дека децата истовремено имаат дури и по неколку деформитети. Кој е вашиот впечаток? Вие имате често пракса или преку корективните гимнастички вежби кои што ги правите со дечињата. Исто така и непосредниот контакт, бидејќи работите како професор по физичка и здравствена култура. Вистина ли е тоа? Исто како што кажавте, значи, иначе со овите по физичко, многу често и при изведувањето на вежбите за обликување, можам да ги приметам деца како имат некои од деформитетите, многу често, како што кажавте, се повеќе деформитети. Исто така, минатата година извршивме мерења на 1100 деца од основните училишта на возраст од 6, 7 и 8 години и добивме податоци, значи, не дека 60% децата се со кифотично лошо држење, 80% се со сколиотично лошо држење и рамните стапала од прв стадиум се 48%, а од втор стадиум, значи прв и втор стадиум, значи прв е поблак, значи втор е потешка состојба, е 45% од децата се со рамни стапала. Ова е оние податоци кои што минатата година беа добиени, не менуваат многу годинава. Сигурно ќе се повтори, се надеваме дека некој проект во скора иднина за да се, за жал, потврди тенденцијата на пораст на овие деформитети, затоа што несомнено е тоа, бидејќи навиките не се менуваат. Напротив, и се вложуваат. Сега, дали фактот дека третина од децата во училишната возраст, како што кажавме, покажуваат одстапување нели од нормалната телесна тежина, и тоа е всушност лесно уочлива гојазливоста, представува исто така сериозен проблем и кај нас веќе. Дали таа ненормална ухранетост е исто така и една од посериозните причини за деформитети на која што најчесто и не обрнуваме внимание. Тука ја гледаме само естетската компонента. Имат големо влијание, пред се да кажам дека имат големо влијание телесната тежина. Прво, детето за да добие таа телесна тежина, значи сигурно неправилно се хранат. При неправилното хранење внесуваат висококалорични продукти со мала хранлива вредност. Значи пред се имат штетно влијание на целиот организм, а потоа и за телесните деформитети. Потребно е, значи, во организмот да се внесуваат продуктите од протеини, витамини, минерали пред се, а јаглените хидрати да се контролирани, затоа што знаеме дека вишокот на јаглени хидрати преминуваат во масти. И после тоа тие масти треба долготраен период за да се намалат кај децата, а исто така и кај возрастните. Затоа препорачувам родителите да водат сметка нивните деца каква храна посебно користат во периодот кога ќе се на училиште, значи на одморите. Многу често ги гледам јадат чипсови,
сладки работи, а не храната што им е потребна да ја внесат во тој период за раст и развој. И на тој начин потоа настануваат и другите посериозни проблеми. Генетскиот фактор го напоменавме на почетокот од нашиот разговор, кој што исто така има важна улога, факт кој што не може да се менува за жал. Меѓутоа и училишните чанти, што мислите? Каков ризик представуваат и тие се потешките училишни чанти, дали модерниот тренд или начинот на одвивање на воспитно-образовниот процес кој што баран или соодветни поголем број на книги помагала, кои што децата мора да ги носат во училиште секојдневно и се тешки? Новите наставни програми и реформите во образованието, значи ги зголемија и бројот на потребите и учебниците, бројот на потребен материјал на децата во наставниот процес. Со тоа се зголеми тежината на училишната чанта. Според дефиниција, училишната чанта треба да тежи 10% од тежината на детето. А според истражувањата направени, просекот на училишната чанта за школските деца тежи 39%. Што е скоро половина од телесната тежина. Значи 3 пати повеќе од тоа што треба да биде нормално тежината на училишната чанта. Во образовниот процес не можеме да смениме, единствено мислам дека тука треба да се оди на тоа да во училиштата се створат услови за целодневен престој и едносменско учење. На тој начин децата би ги осовладале поголемиот дел од материјалот на училиште. Ако имаат потреба нешто дел би понеле дома, али друго е дел да носат дома, друго е сите книги да ги понесат дома. Така. Се надеваме дека ќе се мени нешто во тој поглед. Веќе се прават и одредени своевидни активности во индивидуално, би рекле, во зависност од расположението на наставничкиот кадар и доколку дозволуваат просторните услови во самото училиште, се прават шкафчиња во кои што се остава онај секојдневен прибор, дел од материјалите се работат на училиште, барем да влијаемете во тој сегмент на тешките училишни чанти, кои што представуваат исто така сериозна причина за појава на деформитет и тоа мора да го забележиме. Да, исто тука би напоменала и изборот на училишните чанти е битен. Родителите да внимаваат, значи да се земе ортопедски школски чанти, а не чанти кои се носат на едно рамо и асиметрично го оптеретуваат телото. И на тоа да внимаваат родителите. Битен сегмент. Така. Валентина, ќе ги одмориме нашите гледачи тука. Зборуваме значи за најчестите деформитети кај деца во претшколска и во училишна возраст. Наша денешна гостинка Валентина Караѓуле Модева, професор по физичка и здравствена култура. Се надевам дека интересен е нашиот разговор, а несомнено за тоа затоа што станува збор за здравјето на нашите најмали и најмили, за здравјето на нашите деца, затоа што деформитетите, како што кажавме, се сериозни според статистиката. Ве одмараме тука со прилогот кој што доаѓа од нашите генерални спонзори, кој што исто така се осврнува на здравјето, но овој пат на сегмент на здравствената состојба на нашите зъби, стоматолошкиот центар доктор Батковски. И оваа недела со интересен прилог, препораки и совети до сите вас со нивниот стручен тим и персонал, што ни подготвија стоматолошки центар доктор Батковски како тема за оваа недела останува да слушнеме во продолжение, а веднаш потоа и прилогот од Биокосмос, продавниците за здрава храна и овонеделната предлог палета на производи. Во ерата на дигиталната револуција, дигиталната панорама е навистина дострел за стоматологијата. Бројни се придонесите од новата апаратура
Ова е многу важно за нас и како стоматолози, како доктори, но исто толку важно е за пациентот, затоа што диагностиката е една главна алка, ви рекла, во стоматологијата, затоа што со правилна диагноза, само со правилна диагноза можеме да дојдеме и до правилен избор на третман и примена на правилна терапија, а со тоа и крајната цел излекување на пациентот. Најпрво и најважно би кажала дека за дигиталните панорами е дека имаат минимални дози на зрачење, минимални дози на штетните X зраци, кои за сите е познато дека се штетни по организмот, треба да се ограничи изложувањето на овие зраци. Кај дигиталните панорами не е ограничен бројот на снимања во текот на годината, што значи овие минимални дози воопшто не се штетни за организмот. Во однос на стандардните панорами, може да се каже дека 30 пати е помало зрачењето кај новите дигитални панорами. Друга предност која што би ја споменала е можноста за добивање на снимки веднаш. Снимки кои што веднаш може се дигитални, може веднаш да бидат препратени по имейл или снимени на CD и може веднаш да се прави анализата, односно да се диагностицира известен проблем во коската или на забите. Сликите кои што се добиваат се со многу повисока резолуција од стандардните снимки. Опциите на самата програма на софтверот на Carestream CS 8100 панорамата која што имаме се големи, има можност за дополнително зголемување на сликата, за исчистување на сликата, вршење зумирање, вршење на разни премерувања на структурите кои што сакаме да ги измериме. И едноставно работата е олеснета со дигиталните панорами. Во нашата ординација внимаваме да се држиме до еден протокол на работа, а тоа би било прием на пациентот, нормално анализа на актуелната состојба во устата, применување на диагностички постапки доколку е потребно, тоа се малите ретроалвеоларни снимки за снимање на поедин заб, или доколку е потребно снимање на цела панорама, правење на анализа на добиените снимки и поставување конечно на една крајна диагноза, после која се пристапува до терапија на пациентите и онаа финална цел решавање на правилен третман и решавање на проблемите. Реално, секаде во светот, не се почнува со никаков третман без да ја знаеме актуелната состојба натре во вилиците, затоа што тие ситуации на коска и на забите не се видливи при клинички преглед. Значи, она што ние го гледаме надворешно е само 20% од она што навистина се случува во устата и можам да кажам дека повеќе од 90% е потребно. Доколку гледаме дека можно има ризик за можност за некакви проблеми внатре во самата коска или на корените на забите. Кај здрави заби со плитки кариеси, каде што пациентот нема никакви текоби, нормално дека нема потреба од панорам, меѓутоа пациенти кои што се жалат, имаат здрави заби, меѓутоа се жалат на некоја тапа болка во пределот на вилиците, како притисок. Најчесто се работи за импактирани умници, импактирана осмица. Тоа се третите молари кои што во последно време се почесто немаат простор за да изникнат и се внатре во вилицата, а добиваат некој импулс за раст и ги туркаат останатите заби, така да тоа може да го видиме исто така само на снимка. Бројни се индикациите кога треба да снимиме,
Значи не снимаме само во ситуација каде што е се во ред. Добар ден, почитувани гледачи, следите програмата на ТВМ телевизија и најновото издание на Медика Инфо Плюс емисијата со колешката Ирена Трајковска. Ние се јавуваме повторно од светот на здравата храна од продавницата на Биокосмос во нашиот град. И овој пат ќе имаме можност да научиме нешто повеќе за козјата сурутка и сите оние производи кои што се поврзани со козјата сурутка и сите бенефити кои што ќе ги имаме доколку истата ја конзумираме, доколку истата се извинуваме ја конзумираме, а се тоа ќе ни го открие нашата соговорничка Надица. Меѓутоа прво да ја посакаме едно добре дојде во емисијава. Како што кажа во најавата Надица, ќе зборуваме за козјата сурутка, па да им објасниме на луѓето за што станува збор, еден производ кој што станува се популарен колку што чинам во последно време. Да, добро ни дојдовте. Срекни празници си најубаво на оваа година. Денеска би сакала да ве запознам со причините кои би требало да се користи козјата сурутка и зашто е добра таа. Козјата сурутка има многу во себе содржи голем број на протеини и аминокиселини. Многу е важна за организмот затоа што организмот преку протеините има својство кое што на брз начин го обработува организмот, значи што го прими тој го обработува лесно и се создаваат аминокиселини кои што многу истражувања покажале дека со внес на козјата сурутка во организмот се внесуваат 23 аминокиселини. Значи ова е еден од најдобрите начини преку козјава сурутка да ги внесуваме протеините во организмот, она што ни е потребно за организмот. Да. Многу битна аминокиселина е теофлавинот, кој што представува причина, значи една причина важна за создавање на серотонинот, односно ќе се бидеме среќни. Точно така, за среќа, хормонот за среќа, за расположение и за убедливост, уверливост во самите себе си. Исто така може да се каже дека козјата сурутка помага при намалување на холестеролот. Доаѓа до прочистување на крвните сандови, ги прочистува. Доста јак детоксификатор е истиот производ. Може да се користи, се препорачува да ги користат трудници поради тоа што во себе содржи она својство кое што доаѓа кај мајчиното за создавање на мајчино млеко. Така. И добро е заради тоа, а и после породувањето добро е да се конзумира за да има се зајакне организмот. Да. Претпоставувам дека може да го користат и луѓе кои што да користат козјата сурутка и луѓе после потешки оперативни зафати и они кои што треба да се рехабилитираат, да им зајакне организмот. Да, тој со подолга употреба доаѓа до зајакнување на организмот и до способност на самиот организам да се одбиваат овие вируси, инфекции кои што се помага исто така за срцето, добар е кај срцеви болесници кои што се помага исто така кај за шеќерот, за намалување на шеќерот, помага и тоа. Има многу, значи способност голема козјата сурутка за да помогне во здрав организам, организам. Овде кај нас во нашава продавница имаме неколку видови на козја сурутка. Кај нас се разликува тоа што има разликата е во тоа со протеините. Имаме 80% протеини, сурутка 35 и 2% протеини. Има разлика во дозирањето, во зависност од јачината или зависи од човекот колку сака да прими. Така. Значи се е индивидуално. Ги имаме така, значи чисто козја сурутка, а имаме и козја сурутка која што е мешавина со супер овошје и зелена храна. Така, значи супер овошјето, во него има, тука се наоѓаат баш тие. Така. Во него има мака, гоџи бери, има ванила, а во зелената храна има јачменова, пченична трева, хлорела, хлорофилот
Така. е застапено во овие мешавиниве, многу е добро тоа што имаат и плюс голем антиоксидантивен Така, состав. ефекти, Да. ова за зимскиот период, ова зеленава би било идеално. Да, многу се добри и ова е третото е со какао, тоа е мешавина какао. И таа е многу уба за не кажав претходно дека ова може да ја користат луѓе кои што имаат физичка активност, значи работа, тешка физичка. Така, кои се занимаваат со физичка активност. Физичка активност помага за заврствување и за обновување на мускулните ткива. Спортистите исто така може да ја користат и за нив е препорачлива. И тоа е и мислам, извини што ќе те прекинам, добра е за оние кои што имаат оштетен црн дроб. Затоа што регенерација при алкохолизам или пак при големо количество на антибиотици, ако примаме лекови терапија, значи за прочистување и на джигерот и на целиот организам би ја препорачале ние од Биокосмос козјата сурут. Така, значи од здрави луѓе, од трудници, од хронично болни, од спортисти, буквално се препорачува. Сите можат да ја користат, да. За начинот на консумирање. Само за крај да ни кажеш. Начинот на конзумирање, значи има доза 1 до 3 лажици, 1 до 3 лажици во теков на денов да се употреба. Значи за една лажица е доволно. За физички активни луѓе што работат, што имаат потреба, значи вака и трудници можат поголема доза да примат. Дозирањето е во зависност од потребите на организмот, ако станува збор за истоштен организам, претпоставувам може да се зголема дозата. Мене ми останува да ти се заблагодарам за учеството и за тоа што кажавме малку повеќе, споделивме со нашите гледачи за козјата сурутка. А тука, почитувани гледачи, ние ве поздравуваме од светот на здравата храна, од продавницата на Биокосмос во нашиот град и се гледаме во следното издание со некои нови производи од Биокосмос во Охрид. Продолжуваме со нашиот разговор и денешната гостинка Валентина Караѓуле Модева, професор по физичка и здравствена култура. Валентина, зборуваме за најчестите деформитети кај деца во прешколска и школска возраст и би се осврнале сега како увертира во она што ќе го зборуваме понатака. Најчести деформитети на почетокот ги спомнавме дека се скифоза, сколиоза и лордоза. Накусо кажавте што се меѓутоа да објасниме што представува скифоза, што сколиоза, а што пак лордоза. Тоа се оние најчестите деформитети на рбетен столб. Сколиозата всушност представува поместување на рбетот во фронтална рамнина. Постојат повеќе на видови на сколиоза, значи 3 видови на сколиоза: парцијална сколиоза, потоа компензаторна сколиоза и тотална сколиоза. Тотална сколиоза е во форма на буквата С, ама со кирилично писмо и е на левата или на десната страна. Рбетот оди во буквата на кириличната С. Парцијалната сколиоза е на делови од рбетниот столб, значи може во вратниот дел да ви цервикален дел, во градниот дел торакален и во лумбалниот дел на рбетот. Тоа е слабинскиот дел. Исто и овие 3 видови на сколиози може да бидат во лево или во десно, во зависност од на која страна е искривувањето. И ни остана уште компензаторна сколиоза. Таа представува искривување, значи во градниот дел, во горниот дел и во лумбалниот дел, во слабинскиот дел. Само ако во горниот дел е во десна страна,
тогаш во долниот дел оди во лева страна или обратно, затоа се вика компензаторна сколиоза. Сите овие видови на сколиози потребно е соодветен и третман и различни се вежбите во зависност на која страна се, во кој дел и бројот на повторувања, значи е различен. Потоа спомнавме дека едно од честите деформитети е кифозата. Таа е значи во искривување во вратниот и градниот дел на рбетот. Најчесто меѓу народот е подгрбавеноста. Значи се зголемува кривината на рбетот. Кажавме дека нормална е од 3 до 4 сантими, овдека значи е зголемена кривината повеќе од 4 сантими. И главата е према напред, рамениците се исто така према напред, тоа да можат да го кажам за да може да го препознаат родителите, кои најчесто не повеќе гледаат своите деца. И исто така лордозата е во слабинскиот дел. Искривувањето значи е поголемо на рбетот е поголемо од 5 сантими. Стомакот е према напред. Тука имаме слаба стомачна мускулатура. Кај лордозата имаме слаба стомачна мускулатура, а скратена е мускулатурата на грбниот дел. Кај кифозата имаме слаба грбна мускулатура, скратена на градниот кош, а кај сколиозата, зависно на која страна е, едната страна значи е скратена, другата е слаба мускулатурата. Така. Ова се оние најчести деформитети. Остававме простор и време да ги објасниме точно онака подетално како што кажавте, со цел родителите да ги препознаат, за жал, во одредени случаи, овие деформитети кај своите деца. Меѓутоа, најголема улога за да се спречи или да се коригира некој од овие состојби е улогата на физичка активност кај децата, кое што би требало да ја практикуваат. Дали доволно се практикува при образовниот или процес или пак факултативно? Каков впечаток имате? Во образовниот процес, значи во школската возраст, предвидени се 3 часа физичко. Ако детето во текот на неделата одити на некои други активности спортски, значи тука би дошло уште 2 часа. Со родителите уште 2 дена организирани, тогаш би имале секојдневни активности. А ако недостасува некој од овие алки, значи тогаш е веќе проблеми, континуитетот на физичките активности е многу битен фактор во успешност на превенција и евентуално ако има потреба за корекција. Пред се децата мора да се движат за превентивно, значи без разлика дали имаат лошо држење или немаат, може да биде детето и здраво, немаат сигурно да му бидат на штета физичките активности. Организирани физички активности. Друго овдека би напоменала, многу често родителите кажуваат: моето дете оди на некоја спортска, било некој од спортовите. Овдека би напоменала, значи секој спорт се знае која е соодветна возраст. Значи не треба децата да се форсираат да, пример, од многу мала возраст да се носат да изведуваат спортови со топка. Се знае кога е периодот за
индивидуални спортови, кога е за колективни. Затоа што користењето во некои спортови, пример на една рака или на почесто на една нога, доаѓа до дисбаланс на мускулатурата на телото и на тој начин доаѓа место да е подобро за детето, да се лоша услуга, така. Лоша услуга. Затоа спортските работници и сите професорите од оделенска и професорите по физичко треба да, освен едната дали ке рака, нога или било кој дел од телото, да компензират вежби, да изведуваат вежби со другата рака, за да не дојде до дисбаланс на мускулатурата. Најчести, да речеме, ето во спортот има примери, да речеме во велосипедизмот се познато дека се кифотично лошо држење ако не се јакни мускулатурата на грбот. Потоа во скијањето исто е кифозата. Во спортовите каде што имаме користење на едната рака, тенисот, пинг-понг, ракомет, сколиозата, значи, е најчест. Кај фудбалерите се онодзе, значи, нозете во форма на буквата О и недоволно јакнење на раменскиот дел на телото. Сега тоа е интересно што иако се физички активности сепак може да доведа до своевремени деформитети, како што кажавте, доколку не се прават компензативно своевидни вежби за зајакнување на посебните регии во зависност од типот на спортската дисциплина. Доаѓаме до моментот кои се симптомите кои што доколку родителите ги забележат, иако ги објаснавте при објаснувањето на деформитетите, кажавте со кои карактеристики се уочливи најчесто, значи со што се карактеризираат. Меѓутоа, кои се симптомите што доколку родителите ги забележат, е моментот веќе кога треба да се обратат на лекар? Ќе ги набројам симптомите, значи кои најчесто укажуваат дека треба да се обратат родителите кај докторите, значи кај ортопедите. Прво кај матичниот доктор, па потоа и кај ортопедите. Поставеност на главчето и рамениците према напред. После лопатките, ако се поставени како крилца позади. Потоа едното раменце, ако е повисоко од другото. Значи дисбаланс. Карлицата, ако исто не е на исто ниво. Исто така, ако се видат родителите дека кондурчињата, чевлите ги деформираат према некоја од страните, значи може да од позади да се видат на ѓончето, така на петата, така. Да, на петата, кондурчето како е газено према внатре. Исто така кога ќе ги спојат ноџињата, ако има простор помеѓу нив или ако премногу колената се споени, а долниот дел под коленицата е раздалечен. Значи, може да биде лошо одржање, лоша навика на детето или веќе во крајен случај деформитет. Така, кажавте од прилика на кој начин се разграничува деформитетот од лошото држање на самиот почеток, нели? И сега со помош на кои методи, Валентина, се утврдува диагнозата на деформитети на арбетниот стол кај децата? Постојат ли мерки, мерења, правила некои со кои што се диагностицира? Постојат многу методи. Значи, тие се поделени во објективни и субјективни методи. Субјективни методи се методите на проценка на
положбата на телото кај детето. Значи, во тие методи се врши проценка на телото од предната, од задната страна и од бочната страна на телото. Значи, да се опфата всушност сите детето да се процени од сите страни. Зависно од која страна го гледаме детето и различни се и деформитетите кои се анализираат на телото. Ние во минатата година во проектот со мерење ја користевме методата на Наполеон Волански. Тука е опфатено, значи, целото тело и во комбинација со Адамовиот тест. Овај тест што го користат на систематскиот преглед во предклон, само што ние со помош на креон го цртавме, детето додека е поставено во Адамовиот тест, го цртавме арбетот и потоа кога ќе се исправи, со помош на висак одредувавме дали има и линија, дали има отклонување во лева, во десна страна или сите видови на сколиози. Значи, правецот на линијата на арбетниот столб, така. И тоа е визуелно уочливо, Да. И исто така со таа метода можеме да утврдиме, значи, растојанието на вратот, значи да утврдиме дали детето со линија ристо и сантиметри, дали детето има кифоза и лордоза во славинскиот дел. Друга метода е на државата Њу Йорк. После кажавме дека постојат тие се, значи, овие две методи што ги набројав и Адамовиот тест се субјективните методи, ги спомнав, значи, и објективните методи. Тие методи најчесто ги користат ортопедите со рентгенско снимање и потоа со помош на ево кај арбетниот столб се користи Кобова метода, се одредува степенот на отклонување на арбетниот столб. Третманот сигурно зависи од степенот на кривината на арбетниот столб и дали кој вид на третман би се одбрало, зависи нели од степенот на деформитетот, дали ќе стане збор за нехируршки или хируршки третман. Тука веќе прашање на прогресивниот тек на деформитетот и временскиот период. Да. Значи, како што спомнав и во предходниот дел од прашањето, со Кобова метода се определува аголот на отклонување на арбетот. Ако аголот е до 20 степени, тогаш се оди со нехируршката метода, како што кажавте, значи, а тоа представува телесни активности и вежби, ама правилно дозирани и правилно одбрани за проблемите што ги има детето. Потоа следи од 30 до 40 степени веќе се користат и помагала, корсети, кои не се носат постојано, а во периодот кога не се носат во текот на денот, не се носат постојано, во периодот кога не се носат во денот се изведуваат вежби задолжително, значи не може само носење корсет без вежби. И тоа континуирано, значи децава што има толкав процент на поместување на арбетот морат секојдневно да вежба, затоа што јакнењето и истегнувањето мора да биде на мускулите да биде секој ден. И над 40 веќе степени се препорачува најчесто во праксата
хируршки тет. За жал. Тоа е моментот во кој што не би сакале да дојдеме. Затоа превенцијата тука има најголема улога, би рекле воопшто, за да не дојдеме до ситуација кога ќе се развие своевиден деформитет кој што доколку бил забележан навремено би можело и да се елиминира со помош на одредени вежби и активности. Како ние како родители, Валентина, можеме превентивно да делуваме во тој сегмент? Па знаеме дека детето во периодот на растење и развивање поминува низ различни периоди пред се до првата година е доенчен. Во тој период родителот треба да прави вежби со децата, да му створи навика уште од најмала возраст, за потоа во понатамошниот живот и самото да ја практикува физичката активност. Родителот исто така убаво е да вежба со детето, на тој начин ќе го мотивира и ќе го засака спортот. Знаеме дека во неодамнешното минато ние не ни треба организирани физички активности, сами се организиравме, игравме на улица, а сегашниве деца мора родителите да му ги створат навиките и да ги носат на организирани физички активности. Тука исто така исхраната е многу битен фактор. Навиките за исхрана пред се требат од дома, па после децата ако се навикнати да се храна правилно дома, истото ќе го прават и на училиште. Најважно е навременото, почнување на вежби за правилен, би рекле, психофизички развој, кој што има можеби најважна улога во третирањето на истите. Кога е тоа време, сакав да ве прашам, но кажуваме дека тоа време веќе треба да почне уште од најмала возраст, откако е веќе и доенче. Така. Па првично се почнува, кога е доенче се почнува со вежби за крлицата. Тие се првите вежби за детето. После во продолжение на периодот, како одминуваат месеците, детето ќе почне да се врти на стомак, од грб на стомак и така, да се практикуваат тие вежби само да ги ставиме на безбеден простор и само да ги изведува тие движења и на тој начин се јакни мускулатурата. Во понатамошниот период доаѓа со ползење да се организираат на детето различни игри со различни реквизити, да поуци, да ги донеси, да ги разноси низ собата, да му се дава неразлични задачи. Доаѓа периодот кога детето ќе заоди, па ќе почне да трча, тука веќе имаме поголема палета на базични вежби кои што може да се изведуваат. А веќе од 3 години натака, според мене, може да се вклучат децата и во организирани физички активности, со тие што ги спомнавте, базични вежби, не со некои оптеретувања, да бидат тие вежби преку игра, преку забава, да децата преку интеракција да имаме ефект. Ефект. Важен сегмент при превенцијата, а една од посериозните причини е долготрајното седење на компјутер, да дојде до забрана на таа временска или смалување на временската дистанца пред компјутер, таблет или телефон. Ваша препорака колку би требало да време посветуваат во текот на денот максимално на оваа активност? Може би најдрагата за децата. Вака, според мене, време поминато на компјутер треба да биде само неопходно за изведување на школските активности, кои
на тој начин на тој начин детето да не поминува долго време во седечка положба. И најчесто децата сакаат да играат игри на компјутер, што за мене е изгубено време. И затоа мислам дека родителите тука треба да го ограничат времето на седење пред компјутер, што повеќе да практикуваат физички активности. И се тука исто би напоменала, значи, и седењето е битен фактор, значи како седи детето. Значи не е само тоа дали е на компјутер, истото тоа и се однесува за во школото, за во училиштето, значи, како детето седит во столчето, дали правилно седите или има некои лоши навики на седење. Па во современото време многу често се користат пилатес топки. Значи има пилатес столчиња, може да се користи исто и пилатес. Така, има можност гледачите визуелно и да го видат тоа, така. Може да се користи пилатес топка. Тие се со различна големина и зависно од домашниот инвентар се одбира која е несоодветна на детето рбето да му е исправен, да ја нема таа подгрбавеност и да може слободно да допира со нозете долу. А топката овозможува, значи, грбот да е исправен и детето мора да држи баланс, иначе ако се ослободи би паднал. Така. И на тој начин би се намалиле ризиците од долготрајно седење. И со тоа би се елиминирале штетите. Заклучок на самиот крај, Валентина, покрај раното откривање на телесните деформитети, кој што е важно, елиминирање, би рекле, на ризичните фактори. Примерно место има и навремена и примена на адекватни телесни вежби наменети за превенција. Овде ќе кажеме за оние активности по кои што, како што кажав и на почетокот од нашиот разговор, познати сте на телевизискиот аудиториум, затоа што одржувате вежби за корективна гимнастика. Токму тоа што представува и превенција, меѓутоа и третна истовремена. Да, во текот на 2 дена, во текот на неделата, во вторник и во четврток, во салата на основното училиште Братство единство во Крџамија, изведуваме телесни активности, значи од корективна гимнастика. Можам тука сега да го спомнам и терминот, значи 19:45, секој вторник и четврток. Тие физички активности на корективна гимнастика групата, ние 25 дечиња, со оние работиме тројца професори. Адекватен број и на ученици, би рекле, и на персонал, така? Да, професори по физичко. Се изведуваат неразлични вежби за таа возраст на дечињата. Значи, дечињата ни се од 5 до 10 години. Изведуваме вежби за јакнење и зголемување на еластичноста на мускулатурата. Користиме голем број на реквизити, затоа што децата многу често сакат да има повеќе реквизити за да им е поинтересно, како што се пилатес топките, еластични ленти, јаженца, пластични маркери за обележување на простор, потоа за рамни стапала, неразлични сунгерчиња, џамлиите, познати меѓу народот били. Потоа имаме гумени ежиња за рамни стапала,
кои исто така се изведуваат доста голем број на вежби, рипстоли. Исто ја практикуваме партерната гимнастика, многу често изведуваме на различни елементи од колук напред, колук назад, стој на раце, свеќа и го користиме разбојот исто за најразлични мишања, истегнување и на тој начин ги анимираме деца. децата И истовремено и корисно делувате, да, така. елементарни штафетни игри. Обавезно во почетниот дел на часот обавезно имаме некоја игра за загревање, во завршниот дел на часот исто така се игри, а во главниот дел се сите овие активности што ги набрав. Сега моментално работиме со таа возраст, а од февруари натака имаме во план да формираме група и на деца од 11 до 14 години, поголема група. Тие деца би биле во комбинација корективна гимнастика со одбојка, за да, ако имат интерес, значи, би ја формирале таа група за да им биде поинтересно, сепак децата на поголема возраст, кога ќе премине во предметна, сакат топка. И исто би планираме да формираме уште помала група за прешколска возраст. Тоа би биле дечиња од, исто и за овие, ако има интерес, од 3 до 6 години. Па ете апел до телевизискиот аудиториум, сите кои што се заинтересирани, вторник и четврток кажавме 19:30 во салата во Основното училиште Братство единство Кржамија, може да ве посетат. Се надевам интересни се вака со објаснување сите овие активности кои што ги набројавте, а ги спроведувате со дечињата. Верувам дека ги анимирате и корисно делувате, а се со цел да превенираме да не се појават деформитетите и да бидат застапени. Радува тоа што работите со сите типови на категории возрасти од деца, како претшколска, сега во моментов училишна, меѓутоа имплементирањето на она претшколска возраст навистина особено радува за почити вашиот ентузијазам кој што го вложувате. Благодарам, Валентина, за издвоеното време, што објаснавме што представуваат деформитетите, кои се најчестите, кои се причините на кои што треба да се задржиме и превентивно да делуваме, се надевам, со нашиот разговор, родителите да ја кренат својата свест и да ги активираат и мотивираат своите деца на се поголема физичка активност. Да, и јас ви благодарам што ме поканивте во емисијава и јас се надевам дека во текот на наредниот период исто така родителите ќе ги активираат децата во физички активности и во правилна и здрава храна. Така, можеби ќе започнат со вежбите по корективна гимнастика кои што ги изведуваат. Да. Благодарам уште еднаш за вниманието, благодарности до вас, драги мои, што денеска бевте дел од Медика Инфо Плюс емисијата, во која што зборувавме за најчестите деформитети кај деца од претшколска и школска возраст. Наш денешен гостин беше Валентина Караѓуле Модева, професор по физичка и здравствена култура. Доколку беше благопријатен разговорот и едукативен, се разбира, пред секој што денеска го зборувавме, ќе обрнеме внимание и на овој сегмент, а особено важно затоа што станува збор за здравјето на нашите деца. А можеби здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Пријатна вечер и секој добро.